Владко, добар ден. Добре дојде на програмата на телевизија Телма. Поводот е убав. Прославувате 50 години музичка кариера, пред се честитки. А таа годишнина ќе биде одбележана на 9 и 10 мај во Македонската филхармонија со два концерти на кои ќе настапите со вашето трио, ќе има и гости. Да почнеме од таму, докаде се подготовките? Добар ден, благодарам за поканата, благодарам за овој разговор. Подготовките траат подолго време. Ова не се само подготовки за овој концерт, него имавме ние пред скопските концерти, имавме и други големи концерти пред крајот на минатата година. Така што тие подготовки никогаш не престануваат фактички. Ние постојано го барем јас, го преиспитувам материјалот, должината на концертот, гостите, што треба да се извлече од нафталин, која песма да се извади, која песма можеби треба да се тргне на страна, да се избегне. Така што како викаат, работата на каубоецот никогаш не завршува. Треба се наранат кравите, треба се кокошките, треба се прошетаат на фарма. Да се прошетаат кучињата и така натаму. Стално има многу работа и мене дење ноќе. Ја не сум човек што работи во канцеларија, па да можам да ја заклучам и да спијам мирно. Мене постојано ми работи свеста на сите овие теми. Како треба да изгледа, што треба да се свири, што треба да се довежба, кој да се покани, да ја обогати програмата и да ја обогати сцената, конечно. И така што подготовките не престануваат. На тие два концерти на 9 и 10 мај, меѓу останатиот материјал ќе биде изведен и новиот материјал од најновиот албум, сушност, London Sessions, снимен во Abbey Road студиото. Преслушувајќи го тој материјал, подготвувајќи се за овој разговор, сватив дека тоа е една убава мешавина од македонски фолклор, преку numери од вашите солистички албуми, numери од периодот со Лепи сол, филмска музика, но и обработката на numерата од Beatles, додека мојата гитара нежно плаче, While My Guitar Gently Weeps, од белиот албум, сушност на Beatles. Па, по кој критериум настана овој избор на numери за албумот London Sessions? Па, за да не губиме време во студио, тоа студио е многу драгоцено и многу скапо и се решиме да направиме една ретроспектива на numерите кои обично редовно ги свирам во живо. За да не губиме многу време во увежбавање или во дилеми, креативни дилеми и проблеми, се решивме да свириме тоа што знаеме да го свириме. А јас со години се потпирам и на влијанијата во голема мера на македонската традиционална музика, а при тоа имам и голем број авторски numери за кои ги потпишувам и како композитор и како текстописец. Прилично долга е таа моја опашка. Ја во изминативе 50 години сум свирал концерти, сум снимал албуми, сум работел музика за филм, за театар, за телевизиски серии, за телевизиски филмови, за играни филмови, многу тоа сум работел. Не велам дека се било брилијантно и дека се било успешно, ама сепак кога ќе се вратам назад, не сум строг кон самиот себе си. Не би сменил ништо. Секој период од моево делување или од мојава работа си има некој свој шарм. Па дури и наивата, кога сме биле млади и кога сме ги правеле првите албуми, сега може би некои работи звучат покриени со патина, може би звучат малку наивно, ама и таа наива има своја смисла. Се разбира. И тоа бил некој процес на музички, на креативен и на духовен раст. Така што, ако се вртам назад, а не сакам да се вртам назад, не било се изгубено. Напротив, имало многу смисла да се работи нешто во 70-ти години, во 80-ти, во 90-ти години. Мислам, имало зошто сме го правеле тоа што сме го правеле. Така.
рековме, албумот London Sessions е снимен во Abbey Road студиото. Вие на пресконференцијата по повод двата концерти кажавте дека тоа е еден исклучителен простор. Јас имав можност да видам на YouTube материјал од вашето снимање на албумот таму во Abbey Road 3 студиото. Па со какви впечатоци заминавте од таму? Еве, јас ќе помогнам, ќе кажам дека тоа е музејски простор, пар екселанс. Тоа не се впечатоци, тоа е една еуфорија, една екзалтација комплетна. Ние бевме таму во комплетно подигната состојба. Тоа не беше обично снимање. Јас сум снимал низ разни студија, и во поскапи, и во поевтини, и во приватни, и во домашни услови. Ова беше нешто исклучително, затоа што се чувствува духот на сите тие албуми кои излегле од таму и на сите тие најголеми музичари што се однесува до поп и рок музиката, кои поминале низ тие ходници, низ тие студија и низ таа кантина, кај што кантината служи за релаксација после добро завршена работа. И да се биде таму, пред малку на еден пријател му ги покажува фотките, фотографиите од сите значајни предмети кои се таму во тоа студио, магнетофоните, миксетите на кои работеле Битлси, Pink Floyd, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Sting, Amy Winehouse, да не ги набројувам. Значи, по зидовите има и слики, има од сите тие нивни денови и ноќи поминати во студијата. Мене ми остави впечаток старата техника. Па старата техника е, тоа се чува како, тои се музејски експонати. Магнетофонот од албумот Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band на Битлси е таму во ходник, 8-каналниот штудер, 2-каналниот микрофон од првиот хит сингл на Битлси Love Me Do е во ходник. Миксетата во нашето студио 3, кај што Pink Floyd го снимиле Dark Side of the Moon, и не само тој албум, претходно и Echoes и други албуми нивни, миксетата стои тука. Покрај новата модерна SSL миксета од 120 канала, тука седи поскромната миксета од времето на Pink Floyd. Окружени со митовите и легендите на таа светска музичка елита, се разбира, тоа кај нас побуди неверојатно возбуда и секој секунд помина тамо, секоја минута, секој тон одсвиран тамо, имаше малку подруга димензија отколку сето она кога работиш дома или кога работиш во некое поскромно студио. Сето тоа имаше поголема значење некако. Сето тоа звучеше вау, богато, раскошно и единствено. Видов дека е концепт насловната на албумот на Битлси Abbey Road е идентична со насловната на вашиот најнов албум. Тоа поминување на... Да, символично мислам се врзавме на пешачки премин, да. Тоа е тој славен пешачки премин на кој треба да чекате ред за да поминете од силните туристи кои се сликаат тамо. Во секој момент на денот и ноќта има по 20-30 туристи кои поминуваат и се сликаат. И сироти возачи имаат проблем на тој пешачки премин да поминат, затоа што стално е огромна гужва таму. И трубат, се нервираат, овие што сакаат да поминат. Така што сето тоа е на секојдневно на оградата од студиото оставаат графити. Углавном со пораки за мир, со величање на пораките и на музиката на Битлси. И тој зид, пошто графитите за 3-4 дена, ние кога дојдовме, јас со мојата јакна се залепив за свежа бела боја. Само што беше окречено оградата во бело. Кога го завршивме сешенот, веќе графитите беа на сите страни од оградата. Значи, неверојатно е тоа како трае тој дух, како трае таа легенда нивна. Так. Вие сте и самите кажавте голем фан на Битлси, а за тоа е заслужен вашиот за жал починат брат, големиот драмски писател Горан Стефановски. Можете ли да се присетите како Горан ви ги приопшти Битлси? Горан кога растеше, кога беше во своите адолесцентски години, ја бев мал. Јас сум 5 години помлад од него и тој воопшто не ми ги презентираше мене Битлси. Јас
Се разбирам, ми ги пушташе плочите, ама не, и аз крадев внимание. Тој со своето друштво се затвараше во својата соба и ги слушаше тие плочи. Ама нормално и ја ги слушав од надвор, а често пати од натре. Еден ден се сеќавам дека бев 5-то оделение во основна школа. Дома дојде со тој албум легендарен Sgt. Pepper's. Горан го донесе од некаде и го пушти. Ја пишав домашно по македонски јазик. И ја, кога слушнав тој албум, викам, ова е нешто нестварно. Ова е од друга планета доаѓа ова. И голема возбуда ми се случи. Не се занимавав со музика. Нити свирев било што. 5-то оделение, пишав домашно. И викам, вау, овде има нешто што е многу значајно и што е многу добро. Може би тоа било иницијација. Веројатно. Една од тие импулси, од тие тригери, ја да се фатам за гитара и за музика, во голема мера беше музиката на Битлз. Так. Еве 50 години се дружите со гитарата, докажан сте како виртуоз на гитара и дома, но и во странство. Велите дека постојано истражувате звуци, инструменти. Па како би го објасниле тој порив, постојано да се трага за нешто ново? Многу на ваши години не го прават. Ја не би можел до крај да го објаснам тој феномен. Не би можел до крај, а може и не треба, може би и не треба да го демистифицирам тој мој порив и таа моја страст. Веројатно е внатрешна потреба. Тоа е некаква, ја во дневна соба имам обично 1-2 гитари и седат на сталак. И кој ќе ги видам, имам потреба да земам и да свирам. А таа потреба не можам да ја објаснам на рационално ниво. Се уште истражувам, барам нови инструменти, се уште идејата за гитарскиот звук, што го имам за одредени песни кои ги работам, го имам во глава звукот, ама не го имам секојаш под прст. И секојаш тој идеал на она што го сонуваш, да го материализираш, секојаш е присутен. Значи, таа линија, тој некаков звук што го имам замислено, се уште работам на случајот да го остварам и да го произведам тој звук. Се разбира, не се работи само за звукот, тука се работи и за што ќе отсвириш со тој звук, не само како ќе звучи гитарата, туку кој материјал, која мелодија, која хармонија, кој акорд, кој риф треба да се произведе од таа гитара. Не е само прашање на имам добра гитара и добро појачало, него што да отсвириш. Викаат луѓе, изборот на ноти е твојот подпис. Изборот, која мелодија, кои ноти во некое соло или во некоја мелодија ќе ги одбереш. Тоа е твојот подпис. Така. Имате ли гитара која ви е на некој начин интимно, прилично блиска од ваши лични причини, од толку гитари што поминале под вашите прсти? Првата моја гитара за која поминав еден аджилак, да одам во Лондон со воз, 76-та година во јануари. 3 дена патував до Лондон, ја купив, па поседов некој време тамо, па 3 дена назад со воз за Скопје, тоа беше аджилак. И таа гитара ми е најдрага. И еве, вчера случајно ја отворив, ги сменив жиците, ја исчистив, ја дотерав малку, ја просвирав и сватив дека е врвен инструмент. Ја не ја свирам таа гитара одама. Gibson SG. Еден трула вишња е бојата. Gibson SG од првиот албум на Леби Сол, од вториот албум, третиот албум на Леби Сол, четвртиот. Има историја. Има историја таа гитара и таа ми е најдрага, да бидам искрен. А овие други дошле, отишле, сум ги добил на подарок, сум продал голем, мислам не така голем број, мене ми е тешко да продавам гитара, ама некои сум ги продал, не биле значајни, па сум ги продал. А се уште имам потреба да купувам гитари. Имам и среќа да ги добивам од разни мајстори, од фирми. Имаме таква среќа. Ги спомнавме раните 70-ти од минатиот век кога започна вашата музичка кариера, споредувајќи го тоа со денешново време. Што би кажале за условите за работа и третманот на општеството кон уметниците, музичарите и така натаму? Споредувајќи ги. Огромна е разликата. Ние бевме млади, зелени,
ама имавме среќа да влегуваме во професионални студија. Сега, секој дете има компјутер, има звучна картица, има еден микрофон дома, има една гитара или две, има клавиатура. Секој дете во својата спална соба или во својата детска соба може да прави музика. Разликата е во тоа што кога снимаш во професионално студио со професионален тон мајстор, со професионален продуцент, има повеќе изгледи тоа што ќе излезе од тоа студио да држи вода и да биде добро. А нема гаранција дека тоа дете во спална соба ќе направи некој ремек дело на својот лаптоп. Не е исклучено, ама не е ни гаранција. Ние имавме среќа да влегуваме во скапи студија, вклучувајќи го и двоканалното студио на Радио Скопје во Песталоци, кое беше привремено сместено после земјотресот. Па, да не зборам за во 80-ти години кога се направија М1, М2, М3 студијата исто на радиото. Да. Тоа беа последен збор на техниката беше тоа. Имавме среќа и тамо да влеземе и да снимиме значајни албуми. Као какао е тамо снимен, Калабалак, Путуемо. Имавме среќа да работиме во професионални услови. Денеска се скапи тие играчки. Да се влезе во студио е многу скапо. Така што, за грижата на општеството према музичари, тоа сите сме оставени на милост и немилост на околностите. Никаква грижа нема. Никаква. Какво, мислам, таман работа. Ти треба да аплицираш, да речеме, до Министерство за култура, ако имаш некој проект и да очекуваш ја тоа никош не го правам. Да очекуваш да ти дадат некои скромни 2-3 евра, со кои можеш да платиш 2 ручека во некој фин ресторан во Скопје. Каква продукција, какви бакрачи, све тоа символично. Така што, ако чекаш од општеството, никогаш нема да дочекаш. Треба да очекуваш од самиот себе, да се снаоѓаш, барем тоа е мојата приказна за задњиве 50 години. Так, за крај да се вратиме на поводот 50 години уметничка кариера. Всушност, прославата започна минатата година со концертот во Антички театар на Охридско лето, па продолжи Лондон, Виена, Минхен, Загреб, Осијек, Белград, еве сега и Скопје, ќе продолжи како што беше најавено Босна и Херцеговина и Словенија. Правите ли разлика од емоциите и возбудата кога настапувате дома во Македонија и во странство? Разлика, знаете што, јас не правам разлика меѓу публиката е иста. Публиката се луѓе што дошлеш, платиле карта, тие сакаат да доживеат нешто, сакаат да слушнат и да видат нешто. Јас се обидувам нив да ги задоволам, да ги исполнам нивните очекувања или да ги надминам евентуално нивните очекувања. Не сакам да потврлам, нити да разочарам, да очекуваат едно, а добијат друго. Не е моја работа да ја анализирам публиката. Моја работа е да го анализирам програмата и да го организирам бендот. Да бидеме во најдобро можно светло, да се покажеме и да се прикажеме. Тоа е мојата работа. Публиката е насекаде благодарна. Ако им даете се, ако им даете емоции, малку знаење, малку виртуозност, малку добар вајб на сцена, они ќе реагираат, ќе вратат со аплаузи, со овации и така натаму. Но така, важно е вашето чувство внатрешно. Мене ми е, ја мојата работа ја гледам. Не можам да ја гледам дали луѓе, уствари, ја гледам, сакал или нејќел, гледам во публиката, гледам дали се фино дотерани или не се, дали дошле во спортска опрема или во гала се облечени за гала приредба. Значи, гледам ја, не е дека не гледам. Ама не е моја работа да им кажам дал да шушкаат со ментол бомбони или не. Тоа не е моја работа, тоа е нивна работа. Моја работа е ја да сум спремен да одговорам на тие 2 часа, 2,5 часа музика која се очекува од мене. Ви благодарам многу за овој разговор. Фала ви многу и вам и да сте живи и здрави, да сме живи и здрави, да се гледаме за убави поводи. Се гледаме на 9 мај. Фала ви.